Ако ова видео ненадејно е избришано, а од мене нема ни трага ни глас, значи било општествено неприфатливо. Или не сте доволно зрели да го гледате. За вас е забрането. Табу. Шо е табу? Учиме уште како деца. Сам си в кујна, нема никој наоколу. Одиш да земиш неколку колачиња од рерната. Табу! Мајка ти со метла од позади. Ти реков тие се за гости, не се за тебе стоко една. Многу добар едукативен метод. Прво го удираш детето, а после му кажуваш што не треба да прави. Не обратно, зашто ќе се изгубит елементот на изненадување. Табу. Силна социјална забрана базирана на морална осуда или религиозни верувања. Не шетај гола срамота е. Приберете се порано, не со пијаници, не. Не поминви на црвено. Немој да пушиш, немој да пцуеш, немој да откриваш зашо се расправаме дома. Не кажви пред татко ти дека си хомо. Немој ова, немој она. Во сите култури табуата најмногу се базираат на пол, секс, смрт, врски, дрога, исхрана и најважно, забрана на користење на навредлив јазик. Ако користиш дрога ќе речат: "Ау, дрогираш, безнадежен случај." Ако си геј ќе име страв дури да ти прозборат. Ама ако користиш безобразен јазик ќе си тема на муабет 2 недели. Одредени табуа го губат нивното значење во одреден период на време. Се сеќаваш злато колку бевме стегнати кога бевме на почетокот врскава? Да, ми не достига тие времиња. Капење редовно, јадевме на маса со прибор. Да, ти секогаш одеше во ВЦ за да прдниш. Умре то време. Сега луѓето се покомотни. Често ке слушниме тој таа ги крши табуата и не се плаши воопшто да биде тоа што е. Да бидиме реални. Тој секогаш ке е тој што е. Дури и да посакат да е некој друг, пак е тој што е. Некој дури може и да не го познае. Абе брат, ти си? Верви, секогаш е тој. Кој да е, тој е. Може не е Раде или Михаела, ама со сигурност е тој што е. На телевизија гледаме: девојките полека, но сигурно треба да ги рушат сите табу теми. Не, не треба. Барем не сите. Замислете да очекуваме од девојките да ги нарушат сите забрани на општеството. Инцест, силување, некрофилија, секс помеѓу животни и луѓе, убиства и лош говор, и уште да очекуваме да останат секси и привлечни. Мислам дека е премногу. Скоро невозможно. Би било како да си во врска со социопат. Не знам за вас, ама јас не би остел дете во градинка со девојки што ги нарушиле сите табуа. Можат да нарушат дел од табуата. Например, да се соблечат за плейбој. Мислите дека македонските девојки не го можат тоа? Неодамна Бети го направи тоа. Како се чувствувате вака? Можноста да го почувствувам жешкиот песок покрај крајбрежјето на Преспанското езеро е прекрасна. Се прашувам дали стварно жешкиот песок е крајна цел. Дали не е некој Мерцедес С класа? За неа ова не е ништо толку страшно, мачкина кашлица, а спремна е да направи нешто посериозно. Многу ме интересира шо е тоа посериозно, затоа што ова што го направи е доста сериозно. Жените име доста сериозно оружје. Сила, маса, позабрзување. И сега тоа оружје се користи се помасовно. На протести во Украина. Не мири пред амбасада да пуштиме специјалци. Не, ќе пуштиме манекенки. Стој! Ги вадат мајците. И сите се смрзнати. Дефинитивно и кај нас место Алфи треба да се ангажираат Бети, Каролина и други манекенки. Кога ти се појават во полициска униформа со деколте, лисици, подвезици, никој нема се противит на апсење. Само тоа е меч со две острици. Сите ќе сака да прат белја за да се уапсени тогаш. Затоа ќе постои друг специјален одред. Бейб. Баба од геријатрија. Ако правиш криминал безцелно, само колку да те уапсат, ќе ти ја пратат бейб. Жими се не беше без везе, намерно беше сакав да украдам 5 бомбони од продавницата. Океј, девојки, овој не е за кај нас, викнете ја бейб. Да не речат девојките дека се дискриминирани. Со вакви специјалки и за нив е подобро. Не
Не се приближувајте, ке скокнам, нема да се двоумам. Ке скокнам од зградава. Чекај, стој. Немаш право да молчиш и се што ќе кажеш ќе биде искористено против него на суд. Да се вратиме на Бети. Рече дека би направила нешто посериозно. Дали би го направила на филм? Секако да, доколку добијам квалитетна понуда и услови како досега. Океј, те сакаме, по секоја цена гола во филмот. Ке се потрудиме да ги задоволиме сите твои барања и желби. Кажи, колку кубици песок сакаш и колку да е жежок? Како се одлучи за ваков чекор? Спонтано. Бев во зоолошката и го гледав нилскиот коњ и се запрашав што ли има тој, а јас не. И тогаш ми светна. Жежок песок, мокра кожа и публика. И решив да се сликам. Решив да бидам храбра и за овој храбар чекор добив многу поддршка од моите најблиски. Се прашвам што ли рекла мајка й. Замислете ги собрани со комшивките. Ќерка ми се сликаше за табло, ќерка ми за пасош, ќерка ми за плейбој. Благодарение на храбрите кршачи на табуа, Хју Хефнер стана најдобриот секс учител и советник. Тој за секс е ко што е Алберт Ајнштајн за физика, а Фройд покрај него е како упатство за употреба по несакани последици. Затоа, мајки, немој да гледате под креветите на вашите деца тинејџери, таму храбрите девојки ги кршат табуата. Bam 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 bam.